Во сезоната што следува најверојатно не очекуваат досега највисоки цени на зеленчукот и овошјето, велат производителите. Некогаш не може да биде предвидливо ако имаме ситуација на хиперпродукција, можеби земјоделски го дават и испод цена. А ако имаме ситуација дека побарувачката на пазарот е по-драстична или извозната компонента, а нашиот домашен пазар останува без вакви производи, тук се очекува со 15 до 20% зголемување на нашите земјоделски производи. Оваа најава воопшто не е добра за никој и е дополнителен шок во напорите да се стабилизираат цените во маркетите. Доколку граѓаните се соочат и со повисоки цени на тезгите, тогаш сценариото навистина е лошо. Но што уште од сега цените на земјоделските производи ги прави повисоки? Зголемувањето на репроматеријалите на нас земјоделците некогаш не ни е исплатливо нашето производство. Едно кило полиетиленско платно е 280 денари. Тенденцијата се поскапа храна на сите страни е очигледна, но зошто ова сценарио и се случува и на Македонија, кој ги има сите услови за нејзино производство? Во Македонија се случуваат сето тоа заради, за жал, никој не обраќа внимание на земјоделието. Затоа што ни бегат младите, значи и тие што се овде не сакаат да работат земјоделие. Минатата година цените на сите овошно-градинарски култури беа повисоки, што се испоставува дека било вовет во уште повисоки. Например, на 6 септември лани цените на градскиот пазар во Штип биле следниве. Денешните цени од градскиот пазар во Штип се следните: корнишон 60 денари, компир 30, кромит 40, прас 50, домат 100 денари за килограм, везен пипер 100, краставица 100, грозје 100, круша 80, лубеница 15 денари за килограм.